Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас, како и други проблеми во развојот Кочо Рацин од Битола, прославува 68 години од основањето. 68 години представува искуство во рехабилитацијата, наставата и подобрување на условите за децата кои се сместени во интернатот во установата, вели директорката на оваа установа Маре Стојменовска-Мицевска. Во нашата установа се сместени дечиња од цела Македонија, значи деца со оштетен слух, глуви и наглуви, деца со аутизам, деца со пречки во психофизичкиот развој. Ние сме установа која што се разликуваме од другите редовни училишта, иако работиме по програм од Министерството за образование, бидејќи пред се акцент ставаме на индивидуалната рехабилитациона работа, значи имаме кабинети каде што се посветува посебно внимание на рехабилитацијата на нашите ученици. Прославата заводот Кочо Рацин од Битола ја одбележа во текот на целата недела со низа активности, која се заокружи денеска со пригодна манифестација, во која учество зедоа децата кои се дел од заводот. Патрониот празник го прославивме со активности кои што ги спроведовме во текот на цела седмица, меѓутоа денеска завршивме со една кратка приредба подготвена, значи од учениците од секциите кои што работат во нашиот завод. Имавме активности со турнир во мал фудбал со редовните училишта, имавме ликовни работилници, промоција на нашата веб страна на заводот која што веќе е во функција. Имавме промоции, значи на поезии. На денешната манифестација беа доделени и благодарници на вработени во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот Кочо Рацин од Битола, кои веќе 30 години работат како дефектолози, како и на дел од институциите од локалната заедница, на организации, здруженија и поединци кои на било каков начин допринеле за развој на нивната работа.